Добар ден, почитувани. Ова е уште една нова Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Сите ние имаме наследено уникатна комбинација на гени од нашите родители. Ова единствена генска комбинација заедно со факторите на надворешната средина низ годините ја објаснуваат разликата помеѓу нас во изгледот, чувствителноста кон лековите, склонноста кон болестите. Науката овозможи да се прочита човековиот геном. На таков начин се направени генетски тестови за утврдување на наследните болести. Се за овие тестови денеска од разговорот со Сања Механџиска, молекуларен биолог. Следува едно интересно издание, мощно информативно, затоа останете на Телма. За генетските тестови со кои што се откриваат наследните болести, денеска разговараме со Сања Механџиска, молекуларен биолог во клиничката болница Жан Митрев. Сања, добре ни дојдовте повторно во студиото на Телма, во Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден, добре ве најдов. Посакам убав ден на гледачите и на сите од Телма. Што се открива со генетските тестови? Што точно се бара со нив? Со генетските тестови се бара генетска диагноза најчесто, нели? Се бараат мутации во нашата ДНК. А нашата ДНК е кодот кој што не прави тоа што сме. Може ДНК да си ја замислите како сценарио за театарска представа или за филм, да речеме, и според неа, според тоа сценарио се одвива целата представа и актерите според тоа си ја вршат својата улога на сцената. Па така е нашата ДНК, значи во ДНК се содржи све што нашите протеини понатака треба да прават и за да не сочинуваат нас и да си ја вршат функцијата во клетката. И нормално дека ако се си во ред со сценариото, дека и представата веројатно ќе тече во тек, меѓутоа доколку има некои енормни грешки во самото сценарио, тогаш ќе имаме проблеми на сцена, односно ќе имаме проблем во нашите протеини кои што нема да си ја вршат функцијата како што треба и кои што можат да доведат нели до развој на некоја болест. Меѓутоа, самата наша ДНК и направи секако уникатни, пошто сите имаме милиони мутации, што не се опасни, да речеме, и тие не прават различни нас како единки. Доколку се открие некоја мутација, генетска мутација, што е опасна? Дали тоа со сигурност значи дека ќе развиеме болест? Не значи со сигурност, затоа што зависи нели за која мутација се работи, каде во кој ген и кое е наследството на генот и додатно дали има целосна пенетрантност, тоа се вика или не, односно дали сите што ја носат таа мутација развиваат болест или не, така се одредува пенетрантноста. Значи, зависи. Сето тоа за дали ќе развиеме и болест или не, сепак се одредува и според други параметри, како клиничката слика на пациентот. А какво влијание играат надворешните фактори во развојот на болеста? И не само надворешните фактори, животниот стил, потоа историјата на болестите, во комбинација со таа генетска мутација, која што е опасна? Надворешните фактори повеќе имаат влијание за честите болести, како што се кардиоваскуларните болести, канцерите и слично, затоа што тогаш игра улога интеракцијата на природата со генетиката и тоа се одвива после да не навлагаме на епигенетско ниво, на некој ниво надвор од генот. Сега нормално ако имаме генетски зголемен ризик, односно носиме потенцијално опасни мутации во одредени гени што би предизвикале кардиоваскуларни болести или канцерни, тогаш нормално лошиот животен стил и лошата околина би тригерирале и би влијаеле полошо, например, на таа особа версус на особа која што има здрава генетика. А како се прават овие тестови? Неопходно ли е да се земе крв или пак може тесто да се изведе со влакно од косата, и не само од косата, или пак со некој друг материјал кој што содржи наши гени, например, примерок од плунка? Вака, ние пошто доаѓаме од клиника и нели клинички ни е најлесно процедурата преку крв и преку крв добиваме доста добра концентрација на ДНК за понатамошна одработка. Меѓутоа не е единствен извор. ДНК може да се добие и од букален свап или плумка, од ткиво,
Значи од било каков генетски од повеќе уствари Извори, биолошки да, од повеќе биолошки извори. Сега за од коса тоа прашање многу така. често го имаме. Технички може од фоликули на коса, меѓутоа тоа се користи само екстремно во форензички лаборатории и слично, така што за значи, нормален... мора да има корен на влакното, така? Не може, да има не може клетки, од прамен, од коса кој што е пресечен со ножичка? Не може, не. Пошто во коренот има се уште клетки таму од фоликулата, од кои што може да се изолира ДНК, меѓутоа еве за обичниот човек не може да се прави генетска анализа од коса, тоа се употребува само за форензички цели или во специјализирани лаборатории. И сега кога ќе се направи еден ваков генетски тест, дали е доволно тоа да се изведе само еднаш во животот или нашата ДНК се менува, па е потребно да се повторува? Најчесто ДНК-та, мислам, све предетерминирано нели од самото наше раѓање, ДНК-та си е таа. Сега постои, нели, зависи од тестот. Ако се работи за вродени болести, тогаш доволно е еднаш да се направи. Понатака може да се реанализира, зашто ДНК информацијата останува иста, меѓутоа општото генетско знаење на светско ниво, сите датабази, познати информации за болестите и слично, тоа се менува и тогаш се препорачува тој генетски податок да се реанализира. И исто така зависи од какво генетско испитување правите. Ако правите се опфатно, како секвенционирање на цел екзом, например сите 20.000 гени или целиот геном, целата наша ДНК, тогаш е доволно само еднаш да се направи секвенционирањето, испитувањето. Меѓутоа, ако правите сега тест наменет само за тромбофилија, па после сакате да знаете нешто за канцер, нормално дека тогаш ќе направите повеќе мали испитувања. Бидејќи се тоа различен тип на анализи? Различен тип на анализи се со друга метода се и тогаш се фокусираме, например, најчесто со PCR метода. Гледачите, верувам, после короната знаат што е PCR. Тогаш се фокусираме само на одредени мутации, одредени гени. Нормално дека ако за тромбофилија тестот е нормален, не значи дека пациентите се варат поприени за канцер, така да за тоа. Ајде сега ќе проговориме кога е потребно да се направат генетски тестови, ќе разгледаме различни ситуации. Еве, на пример, дали има потреба да направат генетско тестирање здрави партнери пред временоста, доколку кај жената се јавиле спонтани абортуси? Да, во таа ситуација се препорача, мислам, спонтани абортуси се е најчесто индикација дека нели не е нешто во ред или со жената или пак со ембрионот. Во тој случај се препорача да се направат тука првично се прават кариотипови, се гледа на поголемо ниво, на хромозомско ниво, или нашата ДНК е прво спакувана во 22 хромозомски пара плюс X и Y хромозомите што го одредуваат полот. И најчесто при такви ствари се одредува прво кариотипот да види да не има некој да фали цел дел од хромозомот или некоја чудна транслокација, да не се споени два хромозоми, па после во ембрионот да идат неправилен број на хромозоми, да се десат анеуплоиди и слично. Значи може да е проблематична комбинацијата помеѓу партнерите? Може да е, да, и во такви случаи, мислам, кога има повторувачка нешто се препорачува да се направи. Друга ситуација во такви случаи можено е да мајката да има зголемен ризик за тромбофилија, нели да има проблеми со гените таму, така да се препорачува да се направи најчесто и таков скрининг за мутации во гените за тромбофилија, затоа што спонтани абортуси може да се десат и од преекламсија, нели, кога нема доволно доток на крв до фетусот, па на тој начин настанува после спонтан абортус. А дали е потребно да се направи генетско испитување исто така пред бременоста кај партнерските двојки, кај кои што знаат дека во семејството се провлекува некоја наследна болест? И покрај што тие се здрави и не се болни. Да. Имаме и тука, и пак два различни начини. Едното се вика carrier screening, кога што партнерите може да се проверат заедно за дали се носители на некои ретки болести,
што кога ќе се комбинираат кај плодот би се манифестирало, тоа најчесто се работи за автозомно рецесивни, да речеме, болести, што треба да се спојат две мутирани копии од кај таткото и од кај мајката за да се манифестира болеста. Значи постојат такви сеопфатни тестови каде што се прави кериер скрининг. А доколку во фамилија има, меѓутоа тоа некоја генетска болест треба да е добро дефинирана, значи да се знае која е болеста и во кој ген и слично. Тогаш може партнериве да направат, зависно од личноста или фамилиарната историја кој е диагностициран претходно во семејството. Исто може да направат целосен скрининг со целосно испитување на партнерите да се направи и да види дали се носители воопшто они на некој таков ген што би ја предизвикал таа болест. А друга опција е додека да, тоа би било препорачуваниот тест. Друга опција е доколку претходно се знае дека имале претходна неуспешна бременност, што или има дете веќе што носи некоја генетска болест, тогаш може да се провери фетусот додека е во стомакот на мајката за специфично за тој ген и за таа мутација. И сега доаѓаме до оној момент, бременост и тестови кои што се прават на се уште нероденото бебе за да се потврдат или исклучат одредени генетски мутации. Колку најрано за време на бременоста, колку време по зачнувањето, во крвта на идната мајка, односно на трудницата, на жената, може да се најде фетална ДНК, односно ДНК од се уште нероденото бебе. Фетална ДНК се ослободува веќе уште од првите денови во стомакот на мајката и сега концентрација доволна за да се направат генетските тестови кои што ги правиме на денешно време, тоа се пренаталните неинвазивни тестови најчесто. Мајката треба да е минимум во 10-та гестацијска недела. 10-та гестацијска недела. 10-та гестацијска недела, затоа што тогаш веќе има доволна концентрација за да ни е веродостоен тој резултат. Значи преку крвта на мајката всушност се анализира генетскиот профил на се уште нереденото бебе, не би рекла генетскиот профил, туку може да се потврдат или исклучат одредени болести. Да. За колку болести станува збор? Ние испитуваме сега, болести се повеќе, тука ги рачунаме како анеуплоиди, значи неправилен број на хромозоми, значи Даунов синдром. Даунов синдром, Едвардсов пател, тие се едни од најчестите секако после Тернеров синдром, Клинефелтеров, тие на половите хромозоми, Ди Џорџов синдром кој што е со делеција, помала делеција на хромозом, синдром на мачкин плач и така натаму. Значи, тие се едни најчести болести што се предизвикани со поголема делеција, значи или фали цел хромозом, или има трипликација на хромозомот, или има тие неколку синдроми на микроделеција. Значи, тоа е тоа што може со денешната технологија и во денешната медицина да се испита пренатално за како скрининг за да се осигура мајката дека детето е здраво. А дали има вистина дека клетките, односно ДНК молекулите од бебето ќе циркулираат низ крвта на мајката со години, дури и од бебињата кои што не се родиле, кои што поради спонтан абортус или пак намерно прекинување на бременоста? Со години не би рекла, значи тие се зависно во која фаза веројатно на бременоста се прекине, не обстанува таа ДНК неколку недели максимум обично, пошто таа ДНК е надвор од клетките, што евентуално ќе подложи на деградација. Го спомнувам ова затоа што сме имале случаеви каде што тоа во овие пренаталните тестови секогаш ги прашуваме пациентите за дали имале близначка бременност и синдром на впиен близнак, да не случајно има. Тоа е кога во раната фаза на бременоста се два плода, меѓутоа последниот плод се губи, се абсорбира, нема срцева акција најчесто, и после одредена тоа ако се деси на пример 4-та до 7-8 недела, после 13-14 недела ние повторно може да го направиме овој тест и најчесто немаме проблеми со тестов.
Ке ги поканиме гледачите да поставуваат прашања во денешната Телма амбуланта преку нашата страница на Facebook Телма амбуланта _0+ месеци на телевизија Телма. Сето она што е ваша дилема, а е поврзано со генетските тестови за кои што денеска зборуваме, ќе ви одговори гостинката Цања Механџиска, која што е дел од клиничката болница Жан Митрев. Покрај овој тест кој што се прави преку крвта на мајката за да се утврдат или пак исклучат одредените генетски мутации кај си уште нероденото бебе, има и инвазивни тестови при кои што се зема дел од плодовата вода на жената, значи тоа е амниоцентезата. Дали овој тест е поточен во споредба со тестот кој што е направен преку крвта на мајката? При амниоцентезата или биопсија на хорионски честички исто е еден од инвазивните тестови. Мислам има поголема концентрација на ДНК и директно се зема нели од самата плодова течност и секако тие тестови се посигурни на некој начин. Тие се користат, меѓутоа тие се од друга страна инвазивни, што може да наштетат, нели си носат поголеми ризици по опстојувањето на плодот, по преживувањето на плодот, да, бременоста. Може да се изгуби. Тие се користат во случаеви кога на неинвазивниот скрининг ќе се најде евентуално позитивен наод за некоја анеуплоидија или микродалеција и тогаш се препорачува да се направи амниоцентеза или ако веќе приметат нели визуелно на ехо дека стварно нешто не е во ред со плодот и докторите можат мислам да си го одлучат тоа, ама меѓутоа генерално кај бременности каде што нема очигледна проблематика се препорачува неинвазивниот тест. Дел од тестовите, генетските тестови се за пациенти кои што веќе имаат симптоми на болест. Се почесто можеме да слушнеме за лица кои што имаат некаква ретка болест. Дали ретките болести се генетски, дали може да се диагностицираат на ваков начин, со тестови? Да, па ретки болести на денешно време може да најдат информација дека се над 7.000 или некаде по некои страни веќе и над 10.000 се смета дека има ретки болести. Околу 80% се смета дека од ретките болести се генетски детерминирани, нели причинети од генетски фактори и секако имаме начин на диагноза на повеќе ретки болести. Нормално како што се зголемува генетската знаење, се откриваат и нови болести, нови тестови, нови гени и слично, меѓутоа за тоа имаме можност да откриеме и да диагностицираме ретка болест. Во нашата лабораторија најчесто применуваме метода на секвенционирање на екзом. Тоа е кога се секвенционираат темелно сите 20.000 гени што кодираат за протеини и доста често го користиме и геномот, мислам тоа е кога целата ДНК ја секвенционираме и секако многу добро е да се иде и со пристапот на трио секвенционирање каде што паралелно со пациентот ќе се испитаат и неговите родители. Да. А знаете ли што точно треба да барат, односно пред да дојде пациентот во лабораторија и да побара генетско тестирање за ретка болест, потребно ли е докторот да постави одреден сомнеш или да се сумнева за одредена болест, а вие потоа да направите анализа? Во случај да не знаат што да бараат, како изгледа тестирањето? Тестирањето може да се врши и на двата начини, значи може и да имаме веќе некоја препорака од докторот на што се сомнева и да се насочиме темелно да го испитуваме тоа, меѓутоа може и да се испитува целосно кога не се знае. Тогаш во двата случаи се зема целосна фамилиарна анамнеза, значи прашуваме се за било претходна медицинска историја плюс во семејството дали имало случаеви на таа болест, па се црта целосно фамилиарно стебло за пациентот, се со цел да се соберат што повеќе информации што ќе ни помогнат при обработката на анализата. Анализата на почеток си е иста, мислам, ние земаме ДНК која се секвенционира, која се подлежува на биоинформатичка обработка и на крај на интерпретација, бирање, нели, мануелно корирање на мутациите, да се изберат кои мутации се релевантни, кои не, и на крај се пишува финалниот репорт. Сега, што покомплетна фамилиарна историја и медицинска историја за пациентот имаме, тоа повеќе ни олеснува работата нам и целата анализа после иде побрзо.
А има ли специфични тестови за одредени ретки болести? Има секако и такви тестови, меѓутоа ние предпочитаме да идеме со Како што појаснивте. целосното секвенционирање, затоа што е на денешно време веќе технологијата е доста развиена и многу е полесно, доколку не се работи за болеста во која што првично се сомневаме, да се иде само назад и да се дообработи некој друг дел од секвенцата, него ли повторно да се поминува низ процесот на земање нов примерок, па индицирање на нов тест и слично. Секако тоа го правиме во во темелна комуникација со лекарите, што се, нели, според симптоматологијата знаеме отприлика во која област се работи за ретката болест, во која област да се насочиме и секако имаме детална комуникација со лекарите од таа специјалност, што исто ни помагаат, нели, при обработката на ова. Меѓутоа може и не мора да значи. Некојаш ретката болест што ќе се открие сосема спротивно од тоа што првично се сомневале. И многу често како основни симптоматологијата се поклопува кај многу синдроми и болести, така што не може некојаш да се знае за која болест се работи се додека не се детерминира генетски. А има ли генетски тестови за аутизам? За аутизам имавме многу прашања низ годините и генетското знаење беше многу оскудно порано, меѓутоа како што нели се развија се повеќе генетски тестови, исто се повеќе истражувања се прават и за аутизмот. Ние лично сме имале неколку случаеви каде што луѓето дошле со таква препорака и има датабаза од сигурно накај 700-800 гени веќе што се знае дека на некој начин се поврзани со аутизам и сега тие се класифицирани во неколку групи. За гени кои што се знае дека се дефинитивно асоцирани со аутизам или со синдроми кои што вклучуваат и аутистично однесување, се знаат барем 230 на гени така што се поврзани со тоа, така што доколку се работи за некоја мутација во тие гени, веројатно ќе имаме диагноза за пациентот или ако не е дефинитивна диагноза, барем суспектна диагноза дека може би се работи за тоа. Сега многу често се дешава нели кај ретките болести да нема генетско знаење специфично за таа мутација кај пациентот. Во тој случај се гледа во кој ген се наоѓа, дали има па други слични мутации кај други пациенти и на тој начин се добива диагноза. Мислам, си имаме ние генетски класификации, како тоа се прави и на крај тие мутации се избираат во репортот. Има генетски анализи со кои што можат и да се предвидат болестите. Например, се повеќе жени стравуваат да не развијат карцином на дојката. Постојат ли генетски тестови со кои што би се утврдила предиспозицијата за развој на ваков тип на карцином? Секако постојат и пак исто овие тестови сега се прават се почесто со секвенционирање. Кај карцином на дојка почесто, мислам, луѓето најчесто не прашуваат за брака 1, брака 2, нели? Меѓутоа не се само тие два гени одговорни за наследен канцер на дојка, така да барем 15-20 гени се исто доста носат зголемен ризик за канцер на дојка, така да ние пак препорачуваме да се иде со малку попроширен панел што опфаќа барем 100 гени и правиме анализа тука. И сме имале случаеви каде што сме откриле наследни мутации во брака 1 и во БРИП, например, 1, тоа е па ген што се поврзува со брака 1 и на тој начин, да, пациентките знаат дека имаат зголемен ризик. Значи имаат зголемен ризик? Сме имале неколку случаи. Не е сигурно дека ќе развијат болест? За овие мутации конкретно, барем за во брака гените и слично, таму е многу голема пенетрантноста, така што се зголемен ризикот дека во животниот век до 70 или 80 година дека дефинитивно ќе се развие канцер, значи некои мутации се до толку силни, така да тие пациентки треба да се подлежат на почести контроли. И сега кој да ги направи? Кој од жените да направи ваква генетска анализа за потенцијален развој на рак на дојка? Дали се тоа само жените кои припаѓаат во ризична група или пак секоја која што има сомнеш и страв од оваа болест,
би можела да го направи тестот? Вака, нормално дека ризикот каде што имаме веќе позната фамилиарна историја, веќе пошто најчесто за канцерните ризици се наследуваат 50% или ќе го има или нема, нели пак е 50% шансата дека имаме наследено таков ген или немаме. Кај нив дефинитивно се препорачува, меѓутоа се препорачува и кај луѓе што немаат фамилиарна историја, кај сега поготово на денешно време, затоа што може па да имаме мутација што за прв пат се појавила кај нас во ембрионален развиток. И нормално сега на денешно време животот е забрзан, имаме повеќе стрес и шансите нели за развивање на канцери се секако поголеми, така да добро е да се знае дали имаме барем некоја генетска предиспозиција. Така има и други форми на карцином кои што може да се наследат? Да. За кои карциноми може да се направат вакви генетски тестови, кога станува збор за наследен карцином? Па за сите наследни, многу често е и агресивен за карциномот на дебело црево. После постојат канцерни синдроми како лифраумени и Линч синдромот. Тие се со мутации во гени кои што се одговорни нели за зачување на клетката во ТППС3 или, например, МЛХ-МСХ гените. Кај тие пациенти најчесто настануваат повеќе видови на канцер во текот на животниот век, што може да е канцер на дебело црево, канцер на дојка, канцер на јајници, ендометриални канцери и слично, така што доколку се појави во многу радна возраст некој тип на карцином кај одредена особа, препорачливо е дефинитивно да се испита и генетски, за да знае дали е носител на некој синдром. Но повеќето карциноми се резултат на локални мутации. И сега понекога се прават анализи од ткивото на карциномот, на туморното ткиво. Какво значење имаат овие генетски анализи? Овие генетски анализи ние ги викаме молекуларно профилирање на туморот. Те имаат со цел да се најде таргетирана терапија што конкретно би влијаела на тој тип на тумор. Затоа што туморите хистопатолошки или локацијски се класифицираат дека се тој вид на тумор, меѓутоа секој тумор може да носи различни мутации внатре и да му делуваат различни лекови, така што онколозите, поготоа кај пациенти кои што имаат проблем со не респондираат на класична терапија, препорачуваат да се направи таргетирана терапија. И за други видови на болести исто така може да се направат тестови, како што веќе споминавте тромбозата, но има и цел список на болести за кои што може со генетски анализи да се утврди присуство или пак отсуство на одредени опасни мутации. Па доколку не се сигурни да се пак зависи од самата личност, нели, колку сака да знае за себе. Бидејќи не секој сака да знае, тоа знае да уме да создава притисок. Така да секој сме отворени за консултација, за според симптомите или фамилиарна историја што имаат и слично, да се консултираат, да не побараат во клиниката и да направиме консултација за дали треба да прават некаков генетски тест или не. Етички прашања низа се отвараат околу сето ова, но за тоа друг пат во некое друго издание. Ние денеска ќе се задржиме на тестовите со кои што може да се утврдат генетските мутации. Има сега едни кои што се нарекуваат фармакогеномски тестови. Сега, какви се тие и дали всушност со генетско тестирање можеме да утврдиме дали одреден лек ќе биде ефикасен кај нас или не? Да, фармакогенетски почесто користиме, се прават тестовите, да. Всушност сите лекови во нашиот организам најчесто поминуваат и се обработуваат низ црниот дроб, хепарот, нели? И во црниот дроб имаме, на клетките на црниот дроб имаме така наречени транспортери, уствари тоа се порти преку кои влагаат и влегуваат и излегуваат лековите и најчесто дел од обработката, метаболизмот на лекот се дешава во црниот дроб. Сега тие главни транспортери се едни исти што како CYP2, C19, CYP2, D6 кои влијаат на метаболизмот на речиси сите лекови што ги примаме.
Така што за да се направи целосна слика се препорачува целосно секвенционирање или барем детална анализа на познати мутации на тие два гени и според тоа да знаеме да ги класифицираме лековите. Сега за лекови што се знае дека се метаболизираат преку тие лекови, значи што влијаат тие транспордери на нивниот метаболизам, може да направиме фармакогенетски профил дека овој лек одговара, овој лек не одговара, овој лек е со среден ризик ако се користи или пак треба да се дури ако се користи дека треба да се подеси дозата, или да се намали, на намали, таков начин и да се утврди колкава доза од лекот би требало да се земе за да нема негативни ефекти лекот или за да биде ефикасен? Или двете работи? Зависи од видот на лекот. Значи, некојаш една иста мутација во генот, на еден лек влија на еден начин, на друг лек влија на друг начин. Значи, си има такви фармакогенетски податоци, си имаме датабази според кои се проверува на кој начин влијае нели мутацијата во CYP2D6, да речеме, на лекот. Ние најчесто ги правиме за клопидогрел, за антиагрегатниот лек и статини, што нели значи статини, да, голем дел од населението ги прима. Значи лекови против згручување на крв, така ве разбрав, така? Да. Статини? Да, и антидепресиви, исто голем дел на антидепресиви се метаболизираат преку овие два гени. Всушност, на генетско ниво може да се објасни зошто одреден лекеве како што е антидепресивот има дејство или не? Ако ве разбрав добро? Па да, може да делува на еден пациент, а на друг да не делува и уствари разликата да е во мутацијата во овие гени, така што нормално влија и препорачливо е поготово за лекови што се примаат хронично да се направи фармакогенетско профилирање. Аспиринот спаѓа меѓу овие лекови? Аспиринот се уште нема фармакогенетски тест специфичен за него. За него има со коагулација со некој друг има во трансфузиологија спаѓаат областа на тој тест, да, исто е пак одговорен преку транспондер, меѓутоа не е генетски тестот. Не е генетски тестот, да, во трансфузиологија го имаат со агрегација на тромбоцитите, уствари се прават тестови за аспиринот, така да има начин да се тестира и аспиринот, само не е конкретно во нашата лабораторија. Сега за кој тип на генетски тестови кај нас има најголем интерес? Па има за сите, многу се почесто имаме случаеви за ретки болести, за кај секако за пренаталните има, за фармакогенетските тестови и за канцерните тестови. Сега наша цел е нели за што повеќе луѓе да го прават тоа и пред да добијат некоја болест, значи превентивно, односно за персонализирана генетика и медицина, значи се надеваме дека тој број ќе се зголеми. Но веќе споминавте дека не секој сака да знае дали е носител на одредени гени, особено ако за таа болест нема лек. Па тоа е избор, наша должност е секако да направиме консултација во однос на тестот од тоа што знаеме, секако избор на крај на пациентот дали ќе направи одреден тест, секако може да се консултираат и со лекар специјалист и со психолози понатака ако сака, значи тоа не е наша должност, не е да го натераме на пациентот да направи лек, туку ако тест, ако пациентот има потреба од некој генетско тестирање, да го насочиме кој генетски тест е најсоодветен со неговата потреба. Кога пациентот ќе го добие резултатот, кој треба да го протолкува? Кој треба протолкува генетската анализа? Вие ја толкувате? Нашата пракса, барем со сеопфатните тестови, е да го објасниме резултатот детално на пациентот, за да пациентот може да свати што значи тој резултат. И секако тоа го правиме и во соработка со лекарите специјалисти, сега зависно од што ќе се најде во генетскиот тест, соработуваме, како што ви спомнав, со различни лекари, и понатака доколку треба да се прави план за третман, терапија слично, тоа е одговорност веќе на лекарот што ќе го преземе тој пациент. Обично колку време е потребно за да се направи анализа на гените и да се добие резултат? По кратките генетски тестови, како за фармакогенетските тестови, тромбофилија и слично, се готови за ден до два. За посеопфатните се готови од месец до два, зависи, затоа што подложат на процес на секвенционирање и понатака детална обработка на тој тест. А што доколку се работи за некоја болест за која што не се знае ништо?
Во таа ситуација ние си ги објаснуваме, мислам, пак се бираат кандидатни мутации во гени и се обработуваат биоинформатички. Мислам, имаме секакви генетски и биоинформатички параметри и клинички параметри, што тоа е комплексна обработка што се зема предвид за да се добие конкретниот резултат. Значи не се гледа само ова, го знам генов, не го знам генот, туку се прави комплетна анализа, се испитува се по светски датабази, по генетски датабази, клинички и слично, за дали постои нешто слично. Во некои случаеви може да се работи за некоја сосема нова болест, ретка болест, да, и понатака нашето откритие да подложи на истражување, нели, да помогне на лаборатории што вршат истражување за дали конкретната мутација влијае на дали навистина ја предизвикува таа болест или не. Тоа е веќе ресерч делот каде што ќе се испитува конкретно таа мутација во лабораториски со инвиво, инвитро тестови, со глувци и така натаму. Но тоа си е веќе наука. Така. Тој дел. А дали резултатите што ќе се добијат од овие генетски истражувања, односно генетски анализи, се доверливи? Секако, тие се податоците се чуваат на енкриптирани сервери и слично. Пациентите кога се испитуваат се подпишуваат и согласно за доверливост, така што се сметат за доверливи. Кога се работи за испитувања кај деца, за анализи кај деца, дали овие тестови се прават само во итни случаи кога болеста е многу изразена? Воспротивно ќе се чекали децата да станат полнолетни. Како изгледа кога станува збор за генетски анализи кај деца? Најчесто случаеви што сме имале кога веќе болеста се манифестира. Сега може да се работи за некоја генетска болест кај што откриена кај родителите, например, зголемен ризик за канцер на дојка, кај мајката да речеме. И сега прашањето е тука дали да се направи анализа уште сега на детенцето кое што може да ја носи таа потенцијално таа опасна мутација. Во тој случај нели е одлука на родителите, мислам се прави консултација, пак они се одлучуваат дали сакаат да знаат или не. Се препорачува да се прави дефинитивно диагноза на болести. Пак си имаме листа уствари на АЦМГ, така на група на гени кои што се препорачани од Америчкиот колеж за медицинска генетика, кои што се така наречени генетски превентабилни болести, дека доколку рано се знае диагнозата, постои лек за таа болест. Тие беа помалце, сега се 80, најново се 81 таков ген и таквите се препорачуваат да се испитаат доколку има сомнение за нив или доколку некој веќе во фамилијата е носител на таква нешто. Тие дефинитивно се препорачуваат да се направат рано, за да се превенира нели последиците, да се превенираат симптомите од болеста, а за други болести што се појавуваат подоцна во животот, што онсетот им е покасно, например после 20-30 година, тогаш родителите може да се размислат и да сакаат да почекаат да го споделат тој резултат со нивното дете. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Навистина денеска слушнавме интересни и корисни информации поврзани со генетските тестови и верувам дека гледачите нешто научија и можеби ова ќе биде поттик за одредени луѓе да си направат превентивни генетски тестови, со кои што би се проверило дали се носители на одредена генска мутација која што е опасна, па со промена на животните навики, можеби ќе може да се спречи појавата на болеста. Да се спречи или одложи, да се третира на време. Така. Ви благодарам многу за вашето гостување. Молам, благодарам и вам. Почитувани, ова беше уште една Телма амбуланта реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што денеска не следевте. Ви посакувам пријатен ден.